Стефан Арсов од Штип го бранам зашто сите други откажа, изјави денес за телевизија Стар адвокатот Валентин Зафиров од Велес, кој интензивно гради стратегија за одбрана на еден од двајцата актери на снимката со насилство, која се уште се коментира. Значи, ја го гледав површно видеото, од која на социјалните мрежи прочитав реакција на некој адвокат, не знам како си кеш, дека он не прифаќал, дека ќе помогнал на другата страна, го барале. Тоа малку ми изволтира, па да видам што е. Чисто онака. Толку малку не го изгледав тело. Кога ме ангажира, го изгледав. Како ја прифаќате реакцијата на јавноста? Видете сега, за секој кривично дело, доколку е сторено, треба да има реакција од јавноста. Ова не е некој кривично дело што се извојува од бите. Прво, самата поставеност во кривичниот законник, во која глава е по предвидената казна за него и начинот на изведување на постапката, значи тоа е скратена постапка и значи се работи за едно од полесните кривични дела. И сега ја не знам, јас сум 32 години оваа работа. На обичен граѓанин може да му изгледа, значи, и обична тепачка, обичен шамар, и за да го сгрози. И тоа ние што сме во професијата мораме да го прифанеме тоа и да браниме се и се што. Колку е тешко да ја организирате одбраната после еден јавен линч? Јавноста треба да си прати, значи судењето ќе биде јавно, доколку е јавно, кого го интересира, нека дојде, нека види и тоа е тоа. Иначе се е само нагаѓање. Од едно видео гледано, кој го снимал, како опуштил, зошто опуштил, зошто се причините дојане до тоа. Значи, јас не можам сега преку телефон или во јавноста ниту да ги бранам, ниту да ги напаѓам. Ние во ред, едноставно, пред време да се линчуваат луѓето. Значи, ајде да вака да речеме, ако некој продава дрога на малолетници, па 5 животи, 10-15 уништи, нели е тоа пострашна работа? Страшно е ова. Значи, ја не зборувам. Значи, секоја работа си има секој дело твоја тежина. Мене повеќе ме иритира, ако се вистините реакции на колеги, кои не можем ни да ги наречем колеги, дека не би бранеле такво кривично дело, такви луѓе и така натаму, тоа што е ичу кривично, нека не се јавуваат. Значи, у кривичното не би даваат свеќе, се знае што браните. А у каква држава сме поставени, има еден куп невини луѓе. Како се чувствува вашиот клиент и дали се кае за стореното? Значи, јас не сум имал контакт со мојот клиент, бидејќи по стапувањето по упатувањето на издржувањето мерка притвор во Кумановскиот затвор, јас сум отпост ангажиран. Кога сакав да отидам да го посетам, ми рекоа дека не може. 14 дена бил во самоизолација ради коронавирусот. Тоа не сум крајно не е во ретот и како ќе создава одбрана сега. Самата работа, мислам покара да овој на канцеларија, јас ја не сум на работа. И другата дела, значи, малку ситуација не е баш тесна за одбрана. Во меѓувреме за сместените во Кумановскиот затвор Стефан Арсов и Петер Ристов, директорот на Кумановскиот затвор Маријан Спасовски вели. Се дојдени во екот на пандемијата, се сместени во посебни простори, односно во делот на изолација, кај што ги примаме нови притворени лица, односно ги изолираме лицата 14 дена и се сместени сами, бидејќи се, како што сами знаете, во обвинети во исто дело. Има редовна посета од страна на управата, односно од мене, од страна на затворската полиција, разговараме со нив, ги посетуваме, до сега се немаат пожалено апсолутно на ништо, немаат никаков проблем, имаат коректно однесување, имаат третман како и сите други притворени лица.